високи цени, нормално. А тоа ќе го постигнеме единствено со стимулирање на споменатите иновативност и дигитализација. Идејата и иновацијата изразени преку дигиталните системи се она која го бара еднината, а ќе донесе подобар квалитет на животот за граѓаните на Делчево. Мораме поголема стимулација да дадеме преку стипендии, преку конкурси, ќе најдеме начин како во иднина да имаме поголема ставка за таа. Буџетот мора да се стреми да има поголема стапка на капитални расходи, што значи зголемена потрошувачка, но во инфраструктура и објекти кои ќе имаат финансиска оправданост и ќе стимулираат раст и развој. Именно, дури и да се работи за задолжување. Познато е дека долгорочното задолжување е оправдано и праведно ако бенефитите од вложувањата ги уживаат генерациите кои плаќаат за истото задолжување. Со овој тип на размисла мислам дека ќе го забрзаме развојот на општина Делчево и да се стремиме во иднина буџетот да расте, а да се кратат непродуктивните буџетски трошења, со што повеќе средства храбро ќе се насочуваат кон изработка на планови, детални урбанистички или генерални урбанистички планови, а чија реализација на истите овозможува директен импакт во целокупниот развој на градот. Тоа е моје излагање во односно буџет. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој друг нема разбор, ја затварам расправата по точката, искате да ставам на глас. Гласам не за точка број 6. Точка број 6, предлог буџет на општина Делчево за 2022 година. Кој е за? Кој е против? Нема. Воздржани? 6. Констатирам дека предлог буџетот на општина Делчево за 2022 година е усвоен. Со 8 гласа за и 6 воздржани.